усвојена одлуката од 2005 година и заради рентабилноста на превозот, кој што лински превоз треба да опфати и превозот на учениците, се дојдовме до потреба од зголемување на тие цени за да може да функционира линискиот превоз, а што е побитно за нас, мислам, исто битно и линискиот превоз, но да има превоз и за учениците кои што ќе почнат од 1 септември. Бидејќи во објавениот тендер кој што го имавме, немаше заинтересирани превозници, иако има дел добиено од тие линии, кои што можат да конкурираат за превозот на ученици, моравме да пристапиме кон зголемување на цените, односно промена на одлуката од 2005 година, за да може да постигнеме интерес кај тие превозници да се јават и да можеме да го организираме превозот на учениците. Другото околу цените, имате старите цени, сега Николина ви ги исчита и новите цени кои што се предложени до вас советниците, за да бидат изгласани, за да можеме по новиот тендер, кој што накнадно ќе го распишеме, за да може да го организираме тој превоз на учениците, односно и ова да го појаснам, од овој линиски превоз, овие цени кои што сега вие ги усвоите на советот, се највисоките цени над кои што превозниците нема да може да одат. Тие цени ќе бидат понудени и во тендерот за училишниот превоз и од тие цени, значи по оваа негативна лицитација ќе оди може да се постигне и пониска цена. Меѓутоа верувам дека со овие цени барем ќе имаме заинтересирани странки кои што ќе учествуваат на тендерот. Еве ова е накратко образложението за новата одлука која што ја предлагаме до вас советниците, а доколку вие како советници имате некои прашања во однос на целокупната одлука, во однос на поединечна релација која што е напишана овде во одлуката, може да одговорам јас на некои прашања. Благодарам.